Петок, 20 јуни, кратки вести во 12 часот. Уште една сообраќајна незгода со смртни последици. 22-годишник од Прилепско Пашино Рувци синоќа со возило удри во двајца пешаци, маж и жена кои се движеле по пешачката патека кај кружниот тек од булевар Туристичка со улицата Јане Сандански. Од здобиените повреди, жената на возраст од 44 години починала во специјалната болница Свети Еразмо, а со тешки телесни повреди се здобило машкото лице. Со телесни повреди се здобиле возачот и неговиот сопатник. Овој немил настан само го надополни вчерашниот црн ден во Охрид, кога во водите на Охридското езеро беше пронајдено безживотно тело на машко лице. Објектот во старата Охридска чаршија е без одобрение за градба, покажал вонредниот увид на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам. Констатирано е прекршување на одредбите од Законот за градење, односно инвеститорот вршел градежни активности без одобрение за градба. Со решение на инспекторатот се стопира изградбата и се затвара објектот за понатамошни градежни активности. Против инвеститорот ќе се поднесат соодветни пријави согласно законските прописи, информираат од Министерството за транспорт. Утре со повеќе настани ќе се одбележи 21 јуни, денот на Охридското езеро. Посебно прекрасно и уникатно, Охридското езеро за охриѓани има и дополнителна емотивна вредност, а за државата и светот и практична и раритетна единственост, затоа што од биолошки аспект представува најзначаен стагнантен акватичен екосистем во Европа. Охридското езеро со право го заслужува името Македонско слатководно море. Поради неговите посебности, во 1980 година Охридското езеро и градот Охрид се прогласени за светско културно наследство под заштита на УНЕСКО, статус кој со неконтролирано градење и негрижа кон живиот и растителниот свет периодов наназад е доведен во прашање. Времето денес претежно сончево и топло со мала до умерена облачност, дува умерен до засилен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 27 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.